Граѓаните на Штипско Ново село протестираа, бидејќи им пречи бесконечниот број на возила, кои денонокно минуваат покрај нивните куќи и не им даваат ни час спокојство. Со ваквото избрзано решение доведено е во прашање безбедноста на жителите во нивното секојдневие, посебно безбедноста на нашите деца на улицата Димитар Влахов. Веќе во неколку наврати можеше да дојде до сериозни сообраќајни несреќи со тешки моторни возила кои можат да бидат со траични последици. Освен возилата, на новоселци им пречи според нив летната и неподнеслива реа, кои тие со полни гради ја дишат многу години. Сега од 4 сата па натаму, мислам кога се смирува времето, навечер. Реа се осеќа и кога дојдат луѓе, гости, вика, од дека ово мирише. Мирише од колектора, мирише и од овај резервар, тука требаше да биде во препумпа станица, за вие луѓе што не ги фаќа колектор, они се пониско, да се препумпува. Меѓутоа и тоа не се направи, пуштена е канализацијата во реката. Поради ова, од градоначалникот бараат. Укажуваме од потреба во краток и разумен рок да се изнајде решение, во спротивно продолжуваме со порадикален протест. Штипскиот градоначалник тврди дека во овој момент ова сообраќајно решение можеби не најдобро, но е единствено логично. Тоа што како градоначалник, кога видов дека генерално во тој правец се движат и насоките и дека се такви подпишани договорите од претходната година, донесов одлука да Стипјон веднаш стапи на сцена да обезбеди тротоарна површина од влезот во Ново село до излезот према центарот на Штип, каде што обезбедивме заштитени тротоарни површини, каде што нашите сограѓани од Ново село ќе можат безбедно да се движат према центарот на нашиот град. Додека за колекторската реа тврди дека цевководот ќе се санира. Веќе сме во завршна фаза со компанија од Скопје која што изработува такви големи цевки, кои што треба да се донесат во наредните неколку дена, односно 10 дена колку што сум во тек, ради тоа што капацитетот на тој фи, на таа ширина на цевката е некој не секојдневен и го прават по нарачка на јавното предпријатие ИСАР и тоа ќе биде санирано во наредните до крајот на овој месец или средината на септември месец ќе биде санирана таа ситуација. Доколку градоначалникот доследно не ги реши овие проблеми, незадоволните граѓани одлучно најавуваат блокади. Доколку не се реши проблемот со канализацијата и со шлеперите што ни одат по пато, ќе преземеме порадикални мерки, ќе го блокираме пато и нема ни шлепери ни коли.